Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Во изминатите 10 месеци успеавме да ја спасиме македонската економија и во ек на најголема криза да ги помогнеме граѓаните и компаниите. Со економските политики за наредната година, преточени преку буџетот, антикризните мерки ги комбинираме со политики за повторен економски раст. Преку планираниот буџет ќе обезбедиме сигурност, стабилност и основа за понатамошен забрзан економски раст. Успешно ќе ја менаџираме кризата и последиците од неа, но и ќе овозможиме раст на животниот стандард. Платите и пензиите ќе растат и наредната година. Само за пензионерите во буџетот се предвидени 120 милиони евра повеќе во споредба од лани. Во буџетот се обезбедуваат 250 милиони евра средства за антикризни мерки, 120 милиони евра повеќе за пензионерите, 57,5 милиони евра повеќе за општините, 63 милиони евра повеќе за здравствени услуги. Главна карактеристика на буџетот се проектираните капитални инвестиции од 800 милиони евра за нови водоводи, патишта, улици, школи, градинки. Во буџетот за наредната година се проектирани 52,3% повеќе капитални расходи во однос на 2022 година. Дополнително се намалуваат непродуктивните трошења. За сметка на тоа, предвиден е раст од 5% за плати, каде е вклучено изголемувањето на минималната плата. Буџетот за 2023 година е основата за нашата визија за стабилна, економски просперитетна и напредна држава, идна земја членка на Европската Унија. Ви благодарам и повелете со прашање. Доколку нема, ви благодарам.